Скопје доживеа невидена катастрофа, но Скопје повторно ќе го изградиме со помошта на целата заедница. Тоа ќе стане гордост и символ на братството и единството на југословенската и светската солидарност. Ова се зборовите на председателот на СФРЈ Јосип Броз Тито после земјотресот во 1963 година. Оваа порака долго време беше сведок на историската солидарност што Скопје ја доби од светот по разорнатиот земјотрес и беше препознатлив нераскинлив дел од музејот и градското јадро. Надписот кој беше тргнат од вчера повторно се враќа на местото каде што стоеше. Почна обновување на зидот каде што повторно ќе бидат поставувани нови букви кои се направени од тврдо пресуван стиропор и ја имаат првобитната жолто-златеста боја како и автентичните букви кои до тогаш стоеја. Овој настан, символично наречен Солидарноста се враќа дома, ќе биде проследен со активности во Музејот на град Скопје на 23 јули, со што ќе започне и одбележувањето на 55 годишнината од катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Директорката на Музејот на град Скопје, Фросина Зафировска, рече дека текстот е познат цитат и во тој текст се одразува вербата дека Скопје е уништено, но повторно ќе се изгради со помошта на сите. Тие букви беа ставени, односно цитатот од текстот, беа ставени на оваа источна фасада што е зад нас, некаде 74 година, како символ на солидарност, символ на земјотресот и сето она, нели, што се случи после тоа. И кај луѓето останаа во меморија, веројатно како ете еден одраз на солидарноста за која што зборуваме како најголем придонес после катастрофалниот земјотрес. Има цела историја и како се случувало и што, кога буквите биле извадени, што останало после тоа и така натаму. Меѓутоа, со последната реконструкција на оваа источна фасада и просторот кој што се наоѓа зад неа, тоа е некаде 2010, сосема ги снема. Иницијативи имаше постојано со години, така кои што не беа можеби многу поддржани за враќање на тој текст. Сега имаше исто така иницијатива и конечно градот застана зад иницијативата. Одбележувањето на 55 годишнината од разурнувањето на Скопје од катастрофалниот земјотрес оваа година ќе се одбележува на повеќе локации со 20 на настани низ градот. Старата железничка станица, а сега музеј на град Скопје, е символ на катастрофата. Затоа и до ден денес часовникот кој е поставен на предната страна од објектот е стопиран од кобните утрински часови.